Соработката на Сдруженијето на пензионери од Кочани со останатите Сдруженија на пензионери од Македонија се остварува мощно успешно. Во изминативе години Сдруженијето на пензионери од Кочани оствари плодна соработка со Сдруженијата на пензионерите од Куманово, Кавадарци, Прилеп, Берово, Виница, а од неодамна и со Сдруженијето на пензионери од Скопската општина Центар. Во петокот во Скопје по повод 13 ноември, денот на ослободувањето на главниот град на Република Македонија од фашистичкиот окупатор, се одржа заедничка средба помеѓу Сдруженијата на пензионерите од Кочани и Сдруженијата на пензионерите од општината Центар на Скопје. Најдобрите спортисти од овие две здруженија се надпреваруваа во шах и стрелаштво. Беа договорени надпреварите во шах да се одиграат на 5 табли, но сепак домакините се одлучија на 3 табли. Резултатот од овој двомеч во шах беше 3,5 спрема 2,5 поени во корист на шахистите од Центар. Кај надпреварите во стрелаштво мажи подобри беа кочанските стрелачи, кои освоија 252 круга во однос на стрелачите на Центар, кои освоија 223 круга. Кај жените подобра беше женската екипа на Центар со 223 круга, наспроти екипата од Кочани со 166 круга. Најдобар стрелец во екипата на Кочани беше Костадин Стојанов, кој освои 88 круга, а по него втор беше Драги Гацев со 85 круга. Во женската екипа на Кочани најдобри резултати покажа Виолета Андонова со 72 круга, а по неа се пласира Ѓурѓа Илиева со 64 круга. Средбата во Скопје, која беше возвратна посета на кочанските пензионери, поминала во пријатна и весела атмосфера, а двомечот го следел и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионерите на Македонија, Драгер Гировски. Инаку спортистите од Сдруженијето на пензионери Центар во Кочани престојуваа за време на Петровденското празнување, кога е всушност и празникот на градот Кочани.